Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток на Дневникот гледаме кои настани го одбележаа денот. Четврта жртва на западно-нилската треска во Македонија. Прв пат хоспитализирани и помлади пациенти. 15 куќи и други објекти изгореа во страшниот пожар во Мариовско Чаниште. Жителите стравуваат дека опасноста не е помината. Угушени луѓе на раце се ваде. Брзата помош беше овдека и пожарникарите со мене помагаат. Од вчера не сме застанати, само 2 сати сме спијани и то на рати спијаме, се менуваме со деца. 34 години македонска армија. Најава за нови инвестиции и повисоки плати. Амбасадорски совет во Скопје. Муцунски ги повика амбасадорите за да ги брифира за меѓународните ставови. Почна запишувањето на идните бруцоши на 40 степени со документи во рака пред шалтерите. Го доживеа првото автентично студентско искуство во Македонија. Околу час време сигурно. Околу сат и пол. 45 минути сигурно. За состојбата со западно-нилската треска, ситуацијата во Гостивар, недостатокот на лекови за онколошките пациенти и други теми од здравството, мој гостин вечерва, министерот за здравство Сашо Клековски. Останете со нас, почнува Дневник. Четврта жртва од западно-нилска треска во Скопје. На инфективната клиника починал 76 годишен пациент од Драчево кој бил хоспитализиран речиси пред 1 месец со тешка невроинвазивна форма на болеста и други хронични заболувања. Во болница во моментов се 20 пациенти, меѓу нив и помлади лица. Денеска вирусот е потврден кај 25 годишна девојка, а за 24 годишник се чекаат резултати. 5 пациенти се на интензивна нега и на апарати за дишење. Опозицијата бара итна и масовна дезинсекција, додека градот Скопје најави ново прскање против комарци вечерва. Александар Динев со детали. Почина уште еден од пациентите кои беа во тешка состојба на инфективна поради компликации од западно-нилска треска. Четвртиот смртен случај од почетокот на епидемијата е на 76 годишна возраст од Драчево, кај кого и лабораториски бил потврден вирусот. Пациентот се лекуваше 27 дена на клиниката, но поради дополнителните придружни сериозни заболувања и тешката форма на невроинвазивна форма на воспаление на мозокот и мозочните обвивки во доцните попладневни часови настапи летален исход. Во моментот на инфективната клиника хоспитализирани се 20 пациенти. 18 се со потврдена вирусна инфекција, а за двајца, меѓу кои 24 годишник од Центар, кој вчера бил задржан на болничко лекување, се чекаат резултатите од лабораториските анализи. Денеска инфекцијата била потврдена и кај 25 годишна девојка. Сите заболени се од Скопје. 5 повозрастни лица се уште се на интензивна нега и на апарати за дишење, соопшти директорот на инфективна и додаде дека 15 пациенти биле излекувани. Сите овие случаи кои се хоспитализирани на клиниката за инфективни болести се невроинвазивна форма. Значи, тие се 1% од 100% заразените. Според сите статистики, според сите истражувања, досега утврдено дека кога имаш тешка невроинвазивна форма на воспаление на мозок и мозочни обвивки, напреднатата возраст е независен ризик фактор што може да доведе до лош исход. Од опозицијската СДСМ обвинуваат дека општините не спроведуваат редовно прскање против комарци, а надлежните институции немале капацитет да се справат со епидемијата. СДСМ бара итна и системска реакција, следење на популацијата на комарци на територија на град Скопје, лабораториско тестирање на примероци за присуство на вирусот, масовна дезинсекција и уништување на жариштата, канали, бари и водни површини. Скопскиот градоначалник преку Facebook статус информираше дека вечерва повторно ќе се прска против комарци и наведе дека досега биле направени 12 дезинсекции на територии кои се под надлежност на градот, а согласно годишниот план до крајот на сезоната ќе биле спроведени 20 прскања. Дали сите општини ја исполниле законската обврска за дезинсекции, треба да кажат од Државниот санитарен и здравствен инспекторат деновиве, кога ќе завршат со вонредните контроли. Александар Динев, Сител телевизија.
Како што најавив, мој гостин вечерова, министерот за здравство Сашо Клековски. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. 4 смртни случаи од западно-нилска треска. Што било клучно според вас за фаталниот исход на болеста? Дали е тоа само возраста, дали се други фактори, можеби фактори во лекувањето? Во основа можам слободно да тврдам дека се генерални фактори на болеста. Значи, воспаление на мозок, да го кажам поедноставно, се јава кај отприлика 1% од вкупниот број на инфицирани луѓе. 80% нив поминуваат без никакви симптоми. Другите поминуваат со благи симптоми од тип на треска, како друг вирус, условно да кажам. И оваа форма, која најчесто се диагностицира, пошто е најтешка форма, со воспаление на мозокот, се околу 1% од севкупната пирамида. Глобално статистиката е дека околу 10% од овие пациенти ќе починат за жал. Тоа е поврзано и со генерално со возрастната група, која е најчесто зафатена. Овие 38-36 потврдени, 2 непотврдени случаи што ги имаме во моментот, се со просечна возраст 67 години. Нема лек за вирусен енцефалит, се третира симптоматски и сме, условно да кажам, за жал во очекуваната и морбидитет и морталитет што го има на глобално ниво. Во Грција веќе има над 100 случаи, има 10 починати пациенти. Сите овие пациенти, 38 или 40, оние кои се диагностицирани, сите се со ваква исклучително тешка форма на болеста, воспаление на мозокот, или има различни во основа симптоми? До диагностика доаѓаме, бидејќи видите, да се диагностицира западно-нилска треска е малку покомплицирано отколку со другите вируси. Ако имате воспаление на мозок со друг тип на вирус, се диагностицира со PCR метода, која е поедноставна, подостапна, поевтина, условно да кажам. Кај западно-нилскиот вирус диагностицирањето оди со мозочната течност, со ликворот, со потврдување на антитела во ликворот и тој диагностички процес оди малку подолго. И во основа, во околу диагностички постапки, ќе има кај луѓето кои се со најтешката форма на тој воспаление на мозок. Оние што биле со треска, предпоставам, поминале со симптоматска, без има потреба да се појави на лекар. Да. Споменавте вие Грција дека има 10 случаи, Италија 6, Романија 1, Шпанија 1. Ние имаме 2,2 починати на 1 милион жители. Тоа е рекорд од земјите во Европа. Пак некако непопуларни сме кога станува збор за ваквите случаи, што не значи дека имаме потешка форма на болеста, туку можеби поради лекувањето. Затоа ве прашувам дали го следите и тој аспект. Го следам, значи во основа смртноста е 10% од вкупниот број на пациенти со воспаление на мозок и сега во основа на, ако Италија има 220 вкупно случаи, нормално дека и смртноста на 100.000 жители ќе биде помала. Токму затоа колку сте во текстот тоа, дали се спроведени од страна на локалните власти соодветните мерки за превенција? Затоа што ние сега имаме жаришта, еве например како Драчево, 20 починати имаме од едно населено место. Дали било се што треба преземено таму за да се превенира ширењето на оваа болест? Значи во основа во моментот станува актуелно цело поврдање, бидејќи дел од случаите во Грција се во центар, во оно што грците го нарекуваат Централна Македонија, значи подачето околу Солун и околу Вардар. Во основа ние завршивме во нивната контрола на тоа што општините направиле во врска со прскањето и резултатите ќе ги соопштиме, деталните резултати ќе ги соопштиме утре. Меѓутоа, например, во град Скопје се направени 12 прскања, вкупно 6 за возрастни форми на комарци, 6 за ларви. И не можеме јасно да воспоставиме врска помеѓу бројот на случаи и прскањето. Наједноставниот пример е дека предпоставам најдобра општина во однос на спредување на мерките за дезинсекција е Илинден, која има направено 6 прскања од земја
3 за возрастни комарци, 3 за ларви и почнало со прскање во април, најрано од сите општини. За разлика од нив, Студеничани нема направено ниедно прскање дополнително, значи го има тоа основното прскање од град Скопје, меѓутоа овие се дополнителни прскања што самите општини ги прават, а во Илинден има повеќе случаи отколку во Студеничани. Значи не секогаш можеме да ги воспоставиме. Оно што типично е дека е Скопско поле зафатено. Во основа тоа е најниската зона на Скопскиот регион, на Скопската котлина, со најмногу застоена вода, условно кажам, најмногу земјоделие, најмногу канали и така натаму. Значи, услови за повеќе ризик од комарци. Меѓутоа, комарци има и на Вардар, а нема ниту еден случај во центар или во Карпуш. Ако отидете на плошадка на Киот, сигурно ќе видите Да, добро, тоа малку ми е нејасно како може да има такви граници за комарците по поврзано е и со рутите на дивите птици и на други птици кои се резерварот на вирусот. Во отприлика 250 видови птици го имаат вирусот. За најголем дел од нив вирусот не е сметоносен. Вирусот е сметоносен за човекот и за копитарите, за коњот. И во основа разликата помеѓу да кажем урбаните зони од Скопје и Скопското поле и повеќе можност да има птици, бидејќи се на миграцијските рути од север кон југ. И во Грција една од зоните е на миграцијските рути. Потребни се комплексни мерки од сите заедно, значи и граѓаните во однос на личната заштита и здравствените власти во однос на раната диагностика и третманот и општините чија обврска е прскањето. Ние надвор од редовните прскања се направени веќе 3 прскања по индикации, 2 во Драчево и една во Гази Баба, односно во Деводи Румливи, Стајковци, Сингелич. И во моментот заедно со општините и со градот Скопје се детектират сите застоени води, бидејќи во основа оно што е потребно сега е повеќе прскање од земја, а не друг тип на прскање, значи фокусирано прскање. И тоа се работи. Во основа ќе помогнат и службите од другите општини и приватното здружение за дезинсекција. Добро, до сега возрастната, да речам, група која што беше најзасегната над 65 над 70 години, така и во повеќето европски земји, денеска кога споменавте случаи на 24-25 годишници кои имаат тешка слика се во болница, навистина тоа не може да не ја вознемири и загрижи јавност. Да, во Македонија првиот случај е забележан во 2011 година. До сега сме имале 54 случаи и сме имале случаи на мали деца кои имале воспаление на мозок. Меѓутоа повторно смртноста е кај над 60 години возрастната група. Добра, ќе се префрлам на случајот Гостивар. Имате ли точна бројка колку луѓе навистина заболеа во екот на епидемијата поради загадената вода? Видите, ако со западно-нивска треска има 1% кои се завршиле со воспаление мозоци, значи таму можеме да збориме за 1000, 2000 или повеќе луѓе кои имале контакт со вирусот, меѓутоа помиле асимптоматски. Истото е во Гостивар. Значи ние можеме само да претпоставуваме колку е фактот, меѓутоа и тие што побарале лекарска помош, прашање колку имале контакт со водата, колку ги имале симптомите на стомачни проблеми од друга причина, бидејќи не сите гастроентерити или ентероколити се поврзани со водата. Значи завршува анкетата, анализата на епидемиолошките анкети и таму во
периодот на епидемијата има и случаи кои не консумирале односно тврде дека не пиеле градска вода. Така што во основа не е едноставно да се претпостави бројката, секако е поголема од тоа што службено ние го забележавме во анкети, мислам, поминавме над 1000 како пријавени случаи на заразна болест, први прегледи над 5000, меѓутоа во гостива и пред епидемискиот период од 50 до 100 случаи дневно со гастроентеритис се јавувале на преглед. Бидејќи Гостива е релативно голем град и нормално дека има одредена циркулација на вируси и на други причинители. Оно што ние фокус е да видиме во основа на епидемиолошките анкети како се развивува и нема никаква сомнеш дека основен причинител е водата. Значи, ова траење и бројот на луѓе кои се заразени единствено може да биде водата. Понатаму треба да се види кој што направил во однос на водата, што бил проблемот во однос на водата. И тука не треба да настапуваме шпекулативно или ајде да не употребам збор. Зошто го кажувам ова? Јас сега можам сензационално да излезам дека во 2018 година од 334 земени примероци 42% биле негативни. Меѓутоа, тоа мора да го ставите во контекст. Најчесто станува збор за селски чешми, за јавни чешми и слични позиции каде што ризикот за лош квалитет на водата е голем. И тоа е означено во многу населени места. Или зборам за рурална Македонија, не зборам за урбаниот дел. Така што треба да се фокусираме на одговорот и тие анализи ќе бидат наскоро готови и ќе ги споделиме. Може ли побрзо да се објават тие анализи, особено оние анализи на водата, тоа го бараат сите, никако недоволно транспарентно е само со пиење на чаша вода на селска чешма да се каже водата е безбедна, при тоа да ни видиме конкретно како може да споделам само за да биде јасно, бидејќи ми се чини сите преточуваме преку тој дел дека контролата на водата во Македонија е во 3 сегменти. Првиот сегмент е само контрола, односно законска обврска на јавните комунални предпријатија со внатрешни ресурси или со надворешни фирми да вршат редовна контрола на квалитетот на водата, како што и производителите на храна се одговорни за контрола на својот квалитет на да вршат контрола на квалитетот. Вториот сегмент е преку Националната годишна програма за јавно здравје на Министерството за здравство, каде што се алоцират одреден број на контроли, можам да кажам за Полог, односно за пошироката Тетовска и Гостиварска регион, е 800 мостри годишно. Меѓутоа, со оваа програма не се тестира каптажи, извори, главните водоводи, бидејќи тоа е обврска на јавните комунални предпријатија. Тоа што се тестира е тоа што од јавен интерес, тоа се 3 крајни корисници: болници, училишта и градинки, и површински води, реки и езера, и водоводи кои инаку водоводи, бунари, јавни чешми кои инаку никош не би биле тестирани. Во основа тоа треба да води кон прогласување на таа чешма или тој бунар за дека водата не е за пиење. И третата контрола е од Агенцијата за храна и ветеринарство. Малкумина во целата оваа ситуација разбира дека забраната за вода ја прогласи Агенцијата за храна и ветеринарство. Тоа е единствената надлежна институција да изврши инспекцијски надзор и да донесе одлука дали водата е употреблива или не е употреблива.
И тука го гледаме шпекуланството. Например, СДСМ поднесе кривична пријава против мене како министер и уште 3 други лица од здравствениот систем. Меѓутоа не поднесе кривична пријава према АХВ, која е во основа одговорна институција за контрола на водата. Да не зборам дека еден од четворицата за кој е поднесена кривична пријава е поранешен директор на институтот на Центар за јавно здравје во Тетово, односно тој не е веќе директор од минатата година. Добре, вие како министер за здравство можете да побарате сега тие извештаи да станат јавно достапни, да не са Јас тоа што ќе го направам, објавувањето? И јас тоа што ќе го направам е дека ќе ги објавам тие што се собственост на министерството. Тоа се резултатите од националната програма за јавно здравје и ќе ги објавиме 10 годишните резултати. Но тоа е некако ирелевантно, искрено. Нецензурирано. Затоа што ние сега сакаме да знаеме дали се безбедни граѓаните кои конзумираат вода од чешма, дали во 2017 са не минува на луѓето, дали тогаш каква била вода. Не, ќе ги објавиме од сега, значи ние сега вршиме Да, и дали може на тестирање. дневна основа, например, на секое тестирање да се објавува, тоа да биде малку по-транспарентен и достапен за граѓаните систем. Меѓутоа, повторно, сите тие податоци треба да се стават во некаков контекст. Например, во една од годините во школата во Србиново 3 од 4 резултати биле негативни. Меѓутоа прашање дали таа чешма се употребува воопшто, бидејќи еден дел од проблемот во Гостиварскиот водовод е неупотребата на еден дел од водоводот. Тоа веројатно ќе си дојде со анализата техничка, затоа што водоводот е најбезбеден кога е полн и кога се употребува, односно кога водата циркулира. Кога водата не циркулира, има застој, кога цевките се празни, ризикот од неисправност на водата се зголемува. И затоа во основа, предпоставам, директорката на градскиот на водовод во Гостивар се одлучила да го направи тоа што го направи, односно да уфрли поголема количина вода за да го држи севкупниот водовод под притисок. Тоа ќе си го покаже истрагата на друга страна. Оно што ние ќе го објавиме се епидемиолошките податоци, како растела бројката на првопријавени пациенти, како растеле епидемиолошките анкети, пријавите за заразни болести, како реагирали институциите, кои, како, кога реагирал и се ќе биде транспарентно за сега. Во однос на резултатите на водата, пред се одговорност на јавното комунално предпријатие Гостивар да ги објави тие резултати. Нивни е водоводот, нивна е водата, нивни се резултатите од тестирањето. Јас ќе преземам обврска да ги објавам сегашните резултати, тие што се дел од националната програма. Министра, да почнеме со прашањата поврзани со работата на ПЕТ-скинот. Веќе подолго време овој апарат е надвор од употреба, особено значаен е за онколошките пациенти. Кога ќе биде вратен во употреба и дали во меѓувреме имате решение за да им понудите на овие граѓани? Не е расипан ПЕТ-скинот. ПЕТ-скинот беше во редовен сервис и за време на редовниот сервис на ПЕТ-скинот се констатира проблеми со циклотронот. Значи, во таа институција има две машини, условно да кажам. Циклотронот, кај што се произведува средството што е неопходно за скенирање, за ПЕТ-скенот, и ПЕТ-скенот која е самата машина на која се врши прегледот. Секако не работи машината која е потребна. Значи, во основа, резултатот на дефектот во циклотронот е последица на неисправно одржување од страна на добувачот и е проблем со масло кое е во основа во рестриктивен режим. Што значи тоа? Збориме за нуклеарна медицина, значи не збориме за обични прегледи. Потребно е долго време да две земји од кои може да се набави, тоа се Америка и Белгија, да се добијат извозни дозволи. Во моментот и лично министрот Мочунски ангажиран да во комуникација со Брисел го обезбеди што побрзо тоа од Белгија, бидејќи од Америка ќе биде малку потешко. Оно што е побарано од институцијата е веднаш да пристапи кон алтернативен извор на
неопходните средства за функционирање на петскинот, дали со увоз од Бугарија или од Турција, бидејќи прекинот веќе ги нарушува подигнатите стандарди. Зошто ја викам подигнатите стандарди? Ние минатата година ја завршивме со 2705 скена, додека претходните години таа било од 1800 до 2200, само со подобрена организација. Меѓутоа, веќе со овој застој, тие резултати се нарушуваат. И тие се секако недоволни, јас имам дадено јавна изјава. За колку време сметате дека може алтернативно решение, времено решение да се најде? Затоа што изчекуваат луѓе за прекин. Јас очекувам да се направи со непосредна спогодба набавката, бидејќи ако одиме со тендер, тоа нема да заврши многу скоро, бидејќи станува збор за животно-загрозувачка состојба и заради природата на материјалите, тие се со кратко време на распагање, не трпат долг транспорт. Значи можеме само од некој од соседните земји да увезиме. Мислам дека многу наскоро ќе можам да објавам кога ќе почнеме повторно со скенирањето. Дополнително да кажам дека петскенот не е единствен начин за контрола на состојбата на пациентите. Има скен на коски, има магнет. Од моје искуство лично, секогаш е потребно повеќе контролни механизми. Значи, еден контролен механизам дава една слика. На располагање се стандардните методи и ќе направиме се што е возможно за неколку дена да бидат обезбедени сировините што се неопходни за работа. Да, може би некое периодно решение и да се компензираат граѓаните да ги користат во приватното здравство, да ја користат оваа услуга, додека да се најде решение во државното. И повторно сме ставени со еден апарат, имаше најава дека ќе има втор. Значи, тука не е проблем апаратот, повторно. Проблем е производството. Можеше ли да се искомпензира на некој начин во приватното здравство, да ги користат, бидејќи за дел од нив е многу значено? Структурни одлуки кои не е едноставно да се донесат, бидејќи треба да се согледаат условите. Доколку за 1-2 дена нема решение институцијата, верувам дека ќе се пристапи на други мерки. Министре, ви благодарам за вечерашното гостување во тема на денот. Благодарам за поканата. 15 куќи и други објекти изгореа во страшниот пожар во Мариовско Чаниште. Жителите стравуваат дека опасноста не е помината. Угушени луѓе на раце се вадеа. Брзата помош беше овдека и пожарникарите со мене помагаат. Од вчера не сме застанати, само 2 сати сме спијани и то на рати спијаме, семенуваме со деца. 34 години македонска армија, најава за нови инвестиции и повисоки плати. Страшна слика во Мариовското село Чаниште, каде во големиот пожар на Кеска изгореа повеќе од 15 куќи, штали и други објекти. Жителите раскажуваат за драматични моменти, гаснење со вода од бунари и евакуација на луѓе низ густ чад, дека во близина од огнот експлодирале и гранати од Првата светска војна. Дарко Штарговски беше во Чаниште. Страшна и тажна е денеска гледката во Мариовско Чаниште, каде во вчерашниот пожар изгореа над 15 куќи и објекти. Станува збор за село ретко населено со 10 постојани жители, оддалечено околу 35 километри од Прилеп, на доста непристапен терен. Огнот започнал околу 13:30 часот надвор од селото и за кратко време навлегол во него, каде што започнала вистинска драма. Жителите и денеска се во шок, дел од куќите се уште гореа. Долу имаше во чадо, значи угушени луѓе на раце се вадеа. Брзата помош беше овдека и пожарникарите со мене помагаат, значи на раце ги вадеме жените. Системи се примаја, кислород се даваше. Во селото 14-15 куќи се изгорени во селото. Гасневме како што можеме со лопати, со вода, во тубиња од бунари, трчај ваму, трчај на покојши, гасни овде, онде. Од вчера не сме застанати, само 2 сати сме спијани и то на рати спијаме, семенуваме со деца. Страшно уганко е. Како него гори онде.
Ова позади мене е жалната слика во селото Чаниште, каде што во големиот пожар изгореа 15 на куќи, штали и други помали објекти. Огнот во селото влегол точно од ова место и се ширил низ населеното место со огромна брзина поради сувата трева и густата вегетација. За среќа нема повредени ниту жртви, а дополнителна опасност за жителите освен огнот представувале и гранатите од Првата светска војна, чии што експлозии се слушале за целото време додека горел огнот во и надвор од селото. Од ТПП е Прилеп реагирали итно со 4 возила и 12 пожарникари, но далечината си го направила своето. Од Прилеп до тука има скоро 1 час само возење. Пожарот сега е надвор од селото, но се уште гори поделен во 2 крака. Иако вчера била побарана и воздушна поддршка, истата не била испратена од Дирекцијата за заштита и спасување. Пожар уште трајно е ликвидиран, значи е локализиран далеко од селото, но опасност постои, значи да се врати во правец на селото, меѓутоа ние сме тука сега на ниво на задачата. И сега еден крак се движи према река Црна, према Расимбегов мост и манастирот Свети Ѓорѓие ме се чини, што е таму на тој дел, а еден крак се движи према битолската страна, мислам дека и поминат на територијата на соседната општина Битола, меѓутоа тој крак, јас уште синојче кога бев овдека, значи до 23 часот бев негдека, кажав дека тој крак постои опасност повторно да се врати назад и повторно да се врати овдека на овој дел. Ве молам, бидете предпазливи, реагирајте кај надлежните институции во полицијата, во противпожарната единица, ако видите движење на непознати лица во околината на Прилеп, во населените места, за што е можно побрзо да се интервенира. Екипите остануваат на терен, а исто така се повикуваат и доброволци кои што сакаат да помогнат во справувањето со огнот, кој што има потенцијал да стане најголемиот пожар оваа сезона. За Сител Дарко Штарговски. 34 години македонска армија, најава за нови инвестиции и повисоки плати. Амбасадорски совет во Скопје, Муцунски ги повика амбасадорите за да ги брифира за меѓународните ставови. Македонската армија е високо организирана и професионална воена формација, порача претседателката и врховна командантка Гордана Силјановска-Давкова на одбележувањето на Денот на армијата во Охрид. Таа предупреди дека новите безбедносни закани се се понепредвидливи и бараат поинаков пристап во одбраната. Министерот Мисајловски најави продолжување на инвестициите, раст на буџетот, повисоки плати од следната година и ново законско решение за професионалните војници над 45 години. Македонската армија денес е високо организирана воена формација со професионален интегритет, порача претседателката и врховна командантка Силјановска-Давкова на свеченоста по повод Денот на армијата во Охрид. Осврнувајќи се на актуелните безбедносни предизвици, претседателката нагласи дека актуелниот конфликтен меѓународен амбиент во кој што ги градиме безбедност и одбраната се одвива со непредвидлива динамика, што ги менува досегашните перцепции за разбирањето на феноменот закана и начинот на кој што може и треба да се одговори на истата. Цврсто верувам дека колку е посигурна нашата сопствена одбранбена поставеност, толку е посуштествен нашиот придонес кон заедничката сигурност. Токму затоа, јакнењето на собствените капацитети е и вистинскиот начин на кој што ја зацврстуваме својата позиција во Алијансата како сериозна и кредибилна членка на која што може да и се верува и врз која може да се потпира. Министерот за одбрана Мисајловски најави дека буџетот во континуитет расте, инвестициите кои се опфатени за проекти и активности поврзани со одбраната се постојани. Најави ново законско решение за професионалните војници кои наполниле 45 години како изголемување на платите од следната година. На тој начин ја зацрстуваме нашата безбедност, безбедноста на регионот и на истичното криво на НАТО. Истовремено покажуваме дека сме кредибилен и доверлив сојузник во рамки на Алијансата. Оваа констатација не произлегува од растот на одбранбениот буџет кој заедно со активностите поврзана со одбраната годинава достигна над 4% од БДП, туку и од нашиот личен придонес кон безбедноста за евроатлантската област. Началникот на генерал штабот на армијата, генерал Мајор Левчиски, истакна дека армијата денес се наоѓа во најинтензивниот процес на опремување и модернизација од незиното формирање. Современите борбени возила Страйкер Джилтиви, хаубиците Боран, противвоздушниот систем Мистрал 3 се само дел од способностите и капацитетите со кои ја градиме армијата на иднината. Тоа е резултат не само на набавката на современа опрема,
туку и на континуираните вложувања. Инаку на свеченоста беа доделени одликувања и признанија на армиски единици, институции и припадници на армијата. Нина Ритоновска, Сител телевизија. По 7 години пауза, македонските амбасадори и конзули се собираат во Скопје на амбасадорски совет. Дипломатите ќе реферираат за сработеното, но и ќе добијат насоки како да ги застапуваат државните позиции, особено во процесот на евроинтеграциите. Македонските амбасадори и конзули во четврток и петок доаѓаат во Скопје на состанок и консултации со државниот врв. По 7 години пауза со физичко присуство, дипломатите на состанок на амбасадорскиот совет ќе го представат направеното во нивниот мандат, но и ќе добијат насоки како да ги застапуваат државните позиции за интензивирање на евроинтеграциите на Македонија. Посебен акцент на годинашниот совет ќе биде ставен на економската дипломатија. Потребна ни е дипломатија која предвидува, која реагира навремено, која гради партнерства и која одлучно ги штити националните интереси. Нашите дипломати во рамките на Советот ќе имаат директен диалог со председателката на државата, председателот на владата и председателот на собранието. Тоа испраќа една важна порака. Кога станува збор за нашите стратешки интереси, потребни ни се институционална координација, јасни позиции и сериозен државен пристап. Европската интеграција останува еден од нашите централни стратешки приоритети. Нашата дипломатска мрежа има задача јасно и аргументирано да ги представува нашите позиции и реформски резултати пред европските партнери. Во моментов 11 дипломатско-конзуларни представништва немаат именуван амбасадор, но Муцунски најавува завршување на тој процес. Последните 6 месеци ќе се испразнат уште 7 амбасадорски позиции на кои им завршува мандатот. Потврди дека дипломатот од кариера Крум Ефремов ќе биде нов амбасадор на Македонија во Бугарија и набрзо заминува на својата мисија. Во тек е постапка и за именување на нов амбасадор во Атина, но детали не се откриваат бидејќи се уште се во фаза на класифицирани информации. Шефот на дипломатијата ги негира обвинувањата на опозицијата дека дал изјава за преговори надвор од радарот, потенцирајќи дека постојан диалог има со сите страни, но без гаранција за македонските национални интереси не е можно одржливо решение. Не е праведно нашите преговори постојано да заглавуваат на тема поврзана со нашиот идентитет, јазик, историја и култура. Ние очекуваме систем на гаранции од европските институции, очекуваме почитување на реципроцитетот кога се во прашање човековите права и очекуваме да има решение кое што ќе биде насочено кон заштита на нашите позиции поврзани со идентитет, јазик, култура и историја. Како дел од дипломатската офанзива, од МНР најавија дека утре во официјална посета на државата ќе престојува шефот на чешката дипломатија Петар Мацинка, кој ќе биде еден и од говорниците на амбасадорскиот совет. Во фокусот на разговорите ќе бидат предлабочувањето на билатералните односи, европската перспектива, економската соработка и актуелните регионални и меѓународни прашања. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. На речиси 40 степени со документи, враце и чекање во долги редици, почна уписите на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Иако пријавувањето е електронско, ините бруцаши и оваа година мора лично да ги достават документите на факултетите. На некои места чекаа во климатизирани амфитеатри, на други на сонце. Со УВ индекс 8 и температури близу 40 степен, во редици со документи враце почнаа уписите науки. И годинава двоен систем. Покрај електронското пријавување, идните бруцоши мора и лично на шалтерите на факултетите да ги донесат хартиените документи. Сите од денеска направи обиколка за да провериме како тече процесот. Долгите редици оваа година се печат на уписите. Дигитализацијата очигледно ќе почека подобри времиња. Гужви имаше на сите факултети, но некои чекаа во климатизирани амфитеатри, други се печеа на сонце, трети ги користеа документите за да се разгладат, додека чекаа ред на студентски прашања. На 23 факултети при УКИМ има 8851 место. Најголем број студенти на разни студиски програми ќе прими медицинскиот факултет 950. Денеска таму беше најкритично. Младите се револтирани бидејќи на сонцето чекале подолго време. Бараат целосно дигитални процеси. Колку долго време чекате? Околу час време сигурно. Околу саат и пол. Саат и пол. Очекувавте ли волку редици да има? Не. Бев известен дека толку се чека, така да ништо не ме чуди веќе. Потребна ли е дигитализација? Па да, потребно е. Гужви имаше и на финки, но идните бруцаши седаа и чекаат да им дојде редот во климатизирани амфитеатри. Многу се чека,
за ред и подобро да биде се целосно дигитализирано, бидејќи ќе биде и начинот многу полесен на кој ќе се аплицира на самиот факултет. Колку долго време чекате еве додека стигнете? Па 45 минути сигурно. Во однос на дигитализацијата при уписи, тоа изостана како предизвик заради тоа што свидетелствата кои што се издаваат од страна на средните училишта се уште се издаваат само во физичка форма. Тој момент не е дигитализиран и заради тоа мора да се однесат оригинални свидетелства. Деканот за СИТЕЛ вели дека е неопходно свидетелството од средно да се во електронска форма, за целиот процес да биде дигитален. Моментално ги носат документите на валидација, бидејќи оставаат копии да ги провериме оригиналите, кога ќе може да се издаваат дигитални документи, тогаш тие документи би ги примале како дигитални и нема да има потреба тогаш да ги носат физички документите на увид. Финки оваа година ги отвара вратите за 500 студенти. Нашиот факултет е технички факултет. Оно што го предаваме ние се компјутерски науки, информатика, што вклучува обработка на податоци, вклучува вештачка интелигенција. Нашите студенти во студиските програми имаат преку 40 предмети кои што не се насочени да бидат корисници на вештачка интелигенција, туку да бидат креатори на системи кои што користат вештачка интелигенција, па и креатори на самата вештачка интелигенција. Денеска требаш и вистинско трпение за направен, додека да ти дојде редот и да си завршиш работа. Порелаксирана беше атмосферата на техничкиот кампус при. Дали имаше гужва? Не, отприлика 10 минути на човек. На машински. Како одеше процесот, кои документи ви беа потребни? Многу лесно идеше процесот, треба само извод на матична, државјанство и документите од средно. Оваа година квотите за упис се намалени за 2000 места на сите универзитети, најмногу на струките, бизнис и администрација, како и на правниот факултет, бидејќи резултатите покажале голема невработеност откако студентите ќе дипломираат. За разлика од овие факултети, останаа речиси идентични техничките струки, информатиката, машинството, градежништвото. Таму вработливоста е на одлично ниво и достигнува некаде до 98, односно 99%. Габриела Лескова, СИТЕЛ телевизија. Нова опасна ескалација на